ние не бевме против грчкиот народ. Со грчкиот народ ние бевме заедно. Со грчкиот народ заедно гиневме. Со грчкиот народ се боревме. А како ние што бевме, а и грците така бе против фашистската влада во Грција. Иронично, но борбата за демократија и слобода остави без дом цел еден народ. Ова ли е Москва по која толку жалев? Сакав да учам офицерско школа, а они ме сместија в затвор. Минче, каде си, Минче? Встат! Встат! Запрещается плакать и кричать. Днем запрещается лежать. Запрещается смеяться. Запрещается. Ја сум родена 26-та година, денот кога грчката влада го донесе законот за забрана на македонскиот јазик. И од тога по селата беше забранет македонскиот јазик. А најстрого забранет беше за време на Метаксасовата диктатура. На 4. август 1936 година во Грција на власт дојде генерал Јоанис Метаксас. Воведе фашистичка диктатура. Демократскиот живот беше целосно суспендиран. Припадниците на левицата и на малцинските групи беа прогонувани и затворени. Беше прогласена апсолутна вредност на нацијата.
беа воведени нацистичките поздрави и символи. Грција забрзано се фашизираше, но бидејќи Метаксас беше активен сојузник на британците пред и за време на Втората светска војна, неговиот режим беше охрабруван од Западот. Во селото си имаше се продукти, само се немаше шеќер, газје и сапун, што се вика. Тоа се немаш. И одеја во Костур да продава панделник, среда и петок во Костур имаше пазар. И одеја да продадат. И тој му вика на магарето уш. Шчи, уш, знаеш на магарето. Дедо Ванчо Прешленков. И тие го фате. Шо му зборваш на магарето? Магарето не знае грчки, му викам, уш, му викам на магарето. Не рече ката ти зборваш македонски. И го казна за 500 драхми. Зошто на магарето му рече уш. Страшно е. Ние земаат земјата со се гробови, а без гробови немаш ни роднини. Секаде ги перкаат македонците. Ако излезеш еднаш, нема враќај, си фрлил камен зад себе. Полицајците на Метаксас, сите доведени од Јужна Грција, ни дежураат под устата. За кажан македонски збор, ни клукаат со сол, а вода не ни даваат. Ни го бришат паметењето на мајчиниот јазик. Но еден ден ќе победи комунистичката партија. И ќе нема човек на човека роб. Слободно ќе зборуваме и на својот македонски јазик ќе учиме. Стац! Нека стоја. Цел живот ќе стоја. 10 години се борам за слобода на македонскиот народ и ќе стојам. Се борев против букарската охрана. Се борев против германските нацисти, се борев против англо-американските империалисти, се борев против грчките монархофашисти. А ако тоа е грев, нека ме убијат. Грција темни облаци. Се закануваше нов, пострашен терор. Една окупација беше заменета со друга.
Во Грција партизанските трупи на Елас ја добиваа војната. Монархофашистите ги губеа и последните упоришта. Британскиот премиер Винстон Черчил, свесен дека партизаните ќе ја добијат војната, ја гледал опасноста за британците од доаѓањето на комунистите на власт. За да ги спречи овие настани, го посети маршалот Сталин, со кого ги договорија сферите на влијание на Балканот. За Британија, како островска земја, протокот низ Средоземното море беше од клучна стратегиска важност, па Черчил инсистираше на Балканот да ја добие Грција по секоја цена. На тет-а-тет средбата Черчил-Сталин во Москва беа договорени сферите на влијание. Така, Романија и Бугарија и припаднаа на Советска Русија. Сферата на влијание за Југославија беше поделена 50-50, а Грција и припадна на Велика Британија. По пазарот со Сталин, кон крајот на 1944-та, Черчил ги префрли британските трупи од Италија во Грција и изврши директна странска интервенција за да донесе пробританска десничарска влада. Оваа нова монархофашистичка влада уште повеќе го засили теророт врз партизаните и припадниците на македонскиот народ. Македонските жени не може на македонски да плачат нито на македонски на гробовите на своите деца. Еден велик ден побараа по-старите од селото, ние имавме свој вака, како го велја во селото кожобашија, одговорен на селото, ако можат ден, велик ден, жените да изиграт и да запеат македонско оро. Значи, великденска песна, два орли се бие горе на небото, после таа песна едниот е Великден, другиот е Јергиден. Еден од полицајците не знаел. И кога чул дека во сред село, пред црквата, се пее македонско оро и песни, и тој оддалеку почна и да отвори оган. Декември во Атина дојде до тешки оружени борби меѓу британските сили предводени од генерал Скуби и грчките партизани. По едномесечни борби, англичаните успеаа да ги потиснат партизаните надвор од Атина и започнаа преговори со Елас за формирање на коалицијска влада во Грција. Услов за одржување демократски избори беше разоружување на партизанските единици на Елас. Воено поразени од своите довчерашни сојузници, со Варкискиот договор кој требаше да гарантира демократија и слобода во Грција, грчките партизани во февруари 1945-та го предадоа оружјето во малото место близу Атина, Варкиза. Како се викаш? Евдокија Балева. Не, овде си заведена по друго име. Вера ми е партизанско име. Кличка. Вера Николовская. Хорошо. Следствие
будем проводить под двумя именами. Вера Николовска, она же Евдокия Балева. Како сакате, јас сум истата. Как зовут вашего отца? Татко ти. Како се вика татко ти? Никола Балев. Где он сейчас находится? Во Канада. Как давно он в Канаде? Од 28 на печалба. Посмотрим. А мать вашу, как зовут? Невена Балева. Где она? Во Битола. Монархофашистите сакаа да ја уапсат и избега во Битола. Посмотрим. Други членови во фамилијата? Немам никого. А Минчо Фотев. Кто он вам? Сопруг. Почему вы не взяли его фамилию? Не сме регистрирани. Нашиот брак е склучен на партизански начин. Почему ваша мать уехала в Югославию? Ви реков, 46-та монархофашистите сака да ја уапсат и пребега во Битола. Посмотрим. Со истото оружје што партизаните претходно го запленува од германците за време на Втората светска војна, грчката монархистичка влада и британците сега ги вооружуваше екстремните десничари кои ги прогонуваа ослободителите на Грција. Започна терор, апсење и ликвидација врз левичарите. Грчкиот парламент го донесе озлогласениот закон Гама, со кој се озаконија ликвидациите. Грчкиот печат отворено повикуваше протерување на македонците од Грција. Во 1946-та весникот Елефтерија излезе со отворен повик за геноцид. На северните граници на Грција се наоѓаат судетите на Третата светска војна. Тоа се славом македонците. Ако Грција не се ослободи од нив, на границите на Грција ќе почне Третата светска војна. Сите тие нека си заминат од Грција. Во тој период, според проценки на британски историчари, 25.000 македонци ги напуштија своите домови и побегнаа во соседна Југославија, а илјадници беа уапсени и ликвидирани. Но веднаш се појавија и првите партизански единици, за да се заштитат себе си и цивилното население. Овие единици подоцна станаа дел од Демократската армија на Грција. Револтот беше што моето село од секогаш грците, грчката влада го имаше на око, на нишан. И секогаш немаше празник, немаше ово да не апси некој и да го носи на суд во Костур. А револтот беше многу голем, не само кај мене, и помали од мене, и постари против и грчката реакција. Ние не бевме против грчкиот народ. Со грчкиот народ ние бевме заедно. Со грчкиот народ заедно гиневме. Со грчкиот народ се боревме. А како ние што бевме, а и грците така бе против фашистската влада. И ние како македонци сакавме да живееме во демократска Грција, да го имаме својот јазик, своите обележја, своето село, своето школо, да имаме зато. И тоа ме натера мене и како по мене, помладите, ние да одиме во партизани, не за друго. И гинеа луѓето, гинеа за това. А гине, многу гине, над 100 души само од моје село се погинати. А имаше и села по 200 и по 300 погине. Кон крајот на 1946-та, Комунистичката партија беше свесна дека нема друго освен воена опција.
и официјално ја формираше Демократската армија на Грција ДАГ, а за врховен командант го назначи генерал Маркос. Роден на 28 јануари 1906 во Кастамона, Мала Азија, Листос и Муритисите го нарекуваа свој врховен командант и председател на владата на ДАГ. Концептот беше, освен да се спротивстави на теророт од страна на монархофашистите поддржани од британците, да формира слободни територии и демократска власт на ослободените зони. Во 1947 година се формираше привремената влада на Демократска Грција на чело со генерал Маркос. Спонтаниот отпор се претвори во тежок судир меѓу две војски и две влади. Започна тешка граѓанска војна. Дата твоего рождения. 2 август Илинден. Ти агент. Јас сум комунист. Ти шпион. Јас сум партизанка. Ти шпион. Это нет правда. Јас сум комунист. Ти агент британской разведки. Это нет правда. Јас сум комунист, јас сум партизанка, а ти ќе пишуваш кој што велам. Ма ќе одам. Встать! Пролетта 1947 Демократската армија на Грција ја освои власта над големи територии. Монархофашистичката влада реши конечно да се пресмета со, како што го нарекува, словенско бандитско движење преку обемната воена операција Терминус. Замислена во повеќе фази, Терминус имаше цел целосно да ги обкружи и уништи партизаните на ДАГ, а монархофашистичката армија да ја врати контролата на целата територија и особено на границите кон Албанија и Југославија во последната фаза на операцијата. Ангажирана беше целата грчка војска, единиците на милицијата и сите расположиви паравоени формации. За да предизвикаат страф и терор, пред настапот на пешадијата, монархофашистичките сили ги употребуваа авионите Дакота и Спитфајтер, заедно со тешката артилерија. А во Костур, тука беше грчкиот крал, Ван Флит, преседателот на владата, и Ван Флит вика, абе зошто не можат да го превземат Грамос? Ние толку оружје даваме, толку се, а тие и ги пејане војниците за да одат. Тука секој ден доваѓа 120 авиони дневно. Тука напал бомби, тука шо не се фаргаше. Тоа беше ужас. Во последица на безмилосното бомбардирање широки подрачја, стотици илјади цивили низ цела Грција ги напуштија своите домови. Настапи огромна бегалска криза. Идејата беше партизаните на ДАГ да немаат потпора кај цивилното население по селата и со тоа да бидат одсечени и од изворите на храна. Во 1947 година левицата на Конгрес во Белград реши тројно да ја зголеми силата и бројноста на Демократската армија на Грција преку тајниот план Лименс. За да го спречи овој план, начело во раководството на ДАГ, Сталин го постави Никос Захаријадис,
како човек од негова најголема доверба. Пазарот со Черчил мораше да се оствари. Грчката партија имаше sastanak таму и рекол Захаријади побара да го примат и како обичен војник, како обичен член. И тие така му одговорија на Захаријади. И како обичен член да си во нашата партија, ти ке ни носиш зијан. Никос Захаријадис беше генералниот секретар на Комунистичката партија на Грција и централна фигура во граѓанската војна. Летото 1946, како преживеан се врати од концентрациониот логор Дахау и ја превзеде челната позиција на грчката левица. Во 1948 година тој дојде во судир со генерал Маркос околу концепцијата на стратегиското дејствување на ДАГ. Набрзо, генерал Маркос беше сменет од функцијата врховен командант, а таа улога ја презеде Захаријадис. И Захаријадис од наш бараше изјава да му дадеме. Не собра сите македонци. Паскал да се изјасниш тука пред сите за кого си. И Паскал отворено вика, уште кога се најам тука, јас сум за Грција. Не сум уште кога се најам тука на ова место, јас се борам за демократската армија и сум овде за демократска Грција. По периодот по резолуцијата на Информбирото во 1948-та, Сталин ги прекина односите со Тито. По Захаријади 15 дена мене ме викаше со мотоцикл на неговото седище во Пили, таму кај што подпиша договори овие трите наши и овие председатели на влади, да напишам статија за прочни и мир народна демократија, за резолуцијата на Информбирото. Тој не наставуваше нам да пишеме. Како ќе пишеме? Кога ние се бориме за слободна Грција, за демократска Грција. Како можам јас да пишам за Информбирото, да пишам статија, дека јас сум против? Како можам? Изолиран од комунистичкиот блок, Тито се сврти кон Запад. Западот реши да ја помогне Југославија, но за возврат од Тито побара да ја прекине секоја помош на партизаните на ДАГ и да престане да го споменува македонското прашање во Грција. Зошто ве обвини во бурели Захаријадис? Па не обвини дека ние не обвини дека ние сме со Тито. А немаше врска. Само ради тоа го стави овој Алеко Папа Костандину Тодорос да напиши дека Тито не удри нам од грб. А тоа не е вистина. Зар смо ми заслужили то да се данас за толико страна подмече све могуче дисонации, клевете против и руководства и против нашeg народа. Mi smo uvijek željeli mir. Mi smo uvijek željeli i verovali smo da se u ovom delu Balkana stvori čvrsta osnova budućega mira. Во 1948 Југославија ја затвори границата и ја прекина воената, материјалната и логистичката помош за партизаните на ДАГ, па дури и прекина да ги прифаќа ранетите борци на демократската армија. Југославија, колку ранети наши другари и од Вичо, и од Грамос, ги прима ранети во Катланово, ги примаше ранети тешки и тука се оперира. Тука ги примаше Тито. Цела една бригада од кај Макчилан помина овде во Југославија и ја построја цела бригада на плошадот. Цела бригада. И му рекоја, така ги примја, и му рекоја, каде имате своји луѓе, можете да одите. Некој отиде по Руманија, по Унгарија, некој што има свој семејство, останаја тука. Сите оние што останаа во Југославија и се изјаснија за линијата на Сталин и на Комунистичката партија на Грција, до крајот на животот беа следени со внимание од југословенските полициски служби. За сите нив беа водени досиеа, а многумина од нив беа и затворени. Овие луѓе беа маргинализирани и од општествениот живот.
Приведите Веру Николовскую. Когда последний раз ты виделась с матерью? 10 април 49-та во Битола. Как ты там оказалась? Како делегат на главниот одбор на НОВ, со дозвола на главниот секретар на КПГ Нико Захариадис. С кем ты встречалась в Югославии? Во грчката јавка во центарот на Скопје се среќава с раководителите на НОВ. Вера Николовская, расскажи мне о своей шпионской работе в Даге. Тоа е клевета, не е точно. Ние со другарите грци заедно ја направивме ДАГ. Како можеш да уништиш нешто што сам си го создал? Блядь! Сволочь! Врешь! Вера Николовская, как ты связана с британской разведкой? Немам никаква врска со никаква разведка. Нам известно, что вы стоите против КПГ и ДАГ, что вы предали нашу борьбу. Признавайся, что работаешь на британскую разведку. Јас таква врска немам. Ты должна помочь советской партии разобраться с Тита. А ты нам все время врешь. Јас зборувам вистината и само вистината. Во 1949 година Демократската армија на Грција ја изгуби војната. Последните две упоришта на партизаните на ДАГ беа планините Вичо и Грамос, близу грчко-албанската граница. И траеше борбата овде на Вичот некои 10 дена. Авиони над нас. Ние ги гледаме, мидралират. Ние ги гледаме пилотите. А во малото езеро се фарлат борци за да препливат. Тоа беше почервенето, што да ви кажам. И кога отстапува, на крајот Захариадис го зем автоматот и го фрли. И му вика на војниците. Тоа беше 28-29 август, така. Вика, сега станите вие генерали, му вика Захариадис на борците таму. Сега станите вие генерали и непријателот да може да отстапи, да го победите непријателот. И Захариадис бака сам го стаја автоматот и помина во Албанија. 1949 во логорот Бурели во Албанија, по поразот Захариадис вината ја префрли на Тито и неговиот нож во грб, иако тоа не беше главната причина за поразот на ДАГ. Захариадис се сврти кон македонците. Ги обвини за предавство како титоисти и наводно помагатели на англичаните. Македонците станаа жртвено јагне. La fasolada primero me viene también por una fama. Parte tu guapo. Јани, жити очи преде. Кај сите таму и ние? И па натупарете тоа на плизмо. Војниците на ДАГ на албанската граница го предадоа оружјето. Оние кои одбиваа да го предадат, беа стрелани. Ние бевме во Елбасан.
тука требаше да одржиме за денот на Обединетите нации и тука беа ранетите. И тука имаше вака штали и цел народ тука беше во Елбасан. И кога доваѓа еден джип тока дојде и ми носи менено писмо, и јас го отворив, синдрови са вера, јас сио ми насиура, ние ке хаджијани сме то джип, веднаш да дојдете, вика, во Бурели. И Минчо вика, ние сме фатени да знае. Кога отидовме таму, и секој имаше таму еден, како хотел јонти, и председателот на владата дојде кај мене во пиджами, дојде во мојата соба, ми даде на бела хартија и пенкало. И ми вика, на, да пише за твојата предавничка дејност. Ми вели така. И јас седнав и напишав, само на една страница. И јас напишав мојата биографија. И другиот ден дојде моја дел, нам не ни треба, вика тоа. Ева, не ви треба, ја друго немам, вика, тоа што го имам, тоа ви го напишав. И напишав се мојата биографија, како што беше. До едно време јас се фатив, запишал да го се викам сега да тоа тепам, ама што ќе направам? Ништо. Адјон! Jest. Неќем да јадам. Видиш делат как те бега варијат. Что это ты делаешь? Војниците на генерал Маркос. Продолжаешь делать эти глупости. Нам сите, после не фатија, од таму не за некоја во Бурели, 5 дена бевме во затворот во Бурели, а тој Бурели е едно од најлош затвори, како што ми велја и после овие, имаше во средината еден бунар и сите овие за време комунизмот, сите таму ги фрља. Сите во бунарот, комунистите, тие полоште комунисти во бунарот ги фрља. И инаке после 3 месеци,
На крајот декември беше 14 декември ми се чини, не собраја сите во дворот, еден по друг и не врзе со фартоми, секој по двајца раци, со фартоми на средината. И секој еден после не за некоја во бродот и кога не за некоја долу во бродот, таму не отресаат со фартомите со ове и си ги зема. И Минчо вели, ви подаруваме, земајте си ги сите, му вика Минчо. Ние мислевме дека во Руманија ќе не носат. Зашто му имаше многу македонци и велевме со сигур во ова, ама го поминаме ова, ја поминаме Албанија и знаеме сигурно во Русија ќе не носат. Уште првата вечер те ставае во келја, келјата беше 16 чекори долга, 8 широка келјата, току беше. И не смееш да лежиш. И току беше келјата, немаше да смее и тој ти рече така, само ќе лежеш и раците нагоре и немаш друго. Кога ќе да викаме тога? Исследувањето стар 32 месеца траеше. Почнувам да се губам. Не знам кој датум е. Не знам дали е ден или е ноќ. Нема да ме натера да зборувам лаги. И да умрем, ќе умрем достоинствено. После 3 дена ме вика следователот, ми кажа се вика Евгений Костадиневич Никитин, подполковник. Вика, на кој јазик сакаш да збориш? Сакаш, викам на грчки, да не сакаш на бугарски. Не бугарски не знам, на македонски викам може. Немаме тако, вика. Корити? Верочка моя. Верочка, что вас заставило пойти по этому пути? По какому пути? Вы ведь македонка из Греции. Да. Ну зачем вы присоединились к Тита? Зачем вы работали на тайные службы Югославии? Нет, это неправда. Јас во Југославија се среќавав само со другарите што се интересира за положбата на Грција. Это всё. Верочка моя, вы снова защищаете Тита? Нет, каков Тито? Јас не бев моќна да имам контакти со Тито. Это всё. Верочка, все будет хорошо. Во Москва бевме како агент на Тито и на меѓународната буржуазија. Главно беше тоа. А еднаш ме зема еден овој подполковник беше и ми вика, ми вели вака, рече, жалосно што вашиот супруг вика отиде со Тито на таа страна.
Со која страна отиде, му викам, не е вистина, тој беше партизан, вика, многу жалосно, вика, многу бистер, вика, човек, не треба, вика, така да оди со Тито. Не бевме со Тито, ние зашо со Тито? За сме македонци, му викам, Тито е во Југославија, не е вистина, му викам, зашто вака зборувате, му викам. Напиша тој готова изјава, дека сум агент на ова, не знам, ми е дал следователо, навика да ја подпиши. Шо му викам, ова јас да подпишам, подпиш си ја ти, му викам, јас не можам да... Како рече? И јас вако се налютив најак, имав едно зрвче тука златно и ми се скрши зъбот. И тој ми вика следователно мој, Верочка, немој да се налютиш. И зема тој, имаше керосинка тука, ламба, гледа, рече дека ќе ја изгора. Ја му реку вака, ние сме европејци, му викам. Треба да донесете адвокати, треба да ние, викам, бранители, да можеме да се браниме. Како вака ќе не судите? Зашто и ми рече дека завршува ова испитувањето, следствието. Евгений Костандиневич се викаше, тој во војната беше и тој. И вика, завршува и треба, вика, да ве судат. Вика, треба да ни донесете адвокати, треба бранители. Тоа не може, вика. Заключена е Вера Николовская, Анаже Евдокия Балева. Согласно Уголовному кодексу СССР по статье 58, приговорена к 8 годам принудительных работ строгого режима. Ова е билет во еден правец. Алгорите на смрт. Таков е нашиот живот. Билет во еден правец. Немаме друг избор. А и немаме друг пат. Македонците од Грција беа осудени да го изодат тој пат. Да станат луѓе без земја. Беа еден вид странци. Дома во Егејска Македонија. Балкански судети, како што ни нарекуваа грчките десничарски весници. Британците и американските сојузници не бомбардираа. Русите, во кои се колнеме, ни испреќаат сургони. Јас, не, ништо. Мене се исто ми беше, здрвена бев веќе. Здрвена, зашто ние имаме слушано, уште пред ова, дека во Сибир има логори и ова, и си викам, ме осудија, што да правим? Ама сама, без никого. Секој посебно го зема и го му кажуваја казната. Сибир. Проклети. Ќе погледнеш, а погледот ништо никаде не ти покажува и од никаде не ти се вреќе назад. Од септември фаќа студот, само 2 месеци малку стоплува. Јануари во Сибир е особено неподнослив. Живата паднала на -45, цел месец е така. Облеката ти се кине од студот. Лицето ти се врзало со мраз, ако се фатиш да се избришеш, кожата враца ќе си ја најдеш. На голи вилици ќе останеш. И во логоров успеав да паднам во самица. Ме нарече една германка македонско ѓубре. Сакав душата да ја земам. Сега е до мене во Келиево, можам да ја убијам, враце ми е влезена. Но како да убиеш безпомошен човек? И тие затворениците
таму северо-ледовит, сонцето се вака кружеше, летно време по-ниско. И тие пее песната Воркута, воркута, прекрасна е планета, 12 месеци зима, а сталие лета. Логорите ќе те затворя на вечера, ќе те заклуча и во секоја ова вака, наредени како рибки. И долу, и горе. Наоде 40 степени не ваде. И овие во камионот кога бевме и ми велеа овие затвори. Верочка, носо триго со снег, вика зашто ќе ти замрзни ова. А и кога не носеа после да бериме свекло и шаргарепа и ми велеа затвори. Верочка, ставај во жеп, вика. Тоа многу, вика, витамини. Не ги бери сите. И што ќе го прашите? Еден ден овој началникот на логорот не построи сите таму. Сите не построи и вика, кој работеше, вика, како ковач. И од сите таму 400, и јас излегов, билам јас работев, како се Николовска. И ме занесе со една литовка од Латвија таму, таа што правеше овие, железа, и со неа. Верочка. Сталин скоро умрет. И вас отпустят домой. Прошу тебя, отправь это письмо к моим в Германии, чтобы они знали, что я жива. А мене ми дадоја слики, мима и овие, и украинки, и литовки, и литовки. Имам јас на сликата, ги имам ставено. Тие мисле кога ме зеваја мене за 9-та линија, штрафна, дека мене ќе ми извада слободна. И ми даде сликите да ги пратам на нивните. А мене уште толку ме држе таму, во 9-та линија. Смртта на Сталин донесе промени во Советскиот сојуз. Системот остана ист, но Црвената Русија стана поинакво место за живење. По 20 тешки месеци промените стигнаа и до далечните логори во Сибир. Не собра овој градоначалникот, па јас, овој началникот на логорот и ни вика вака. Знаете зашто ве собра? Не знаеме за... Епа денес умре Јосиф Висарионович Сталин. Вие луѓе не може да поверите, кога почне затворничките да викат давно пара, значи одавно требаше да сдохне, значи да псовиса. Таа ме ставие во 9-та колона, број 9. Од 21-та во 9-та, таа штрафна, таму за полошите, што беше во штрафната колона. Таму ми испрати и со една румунка се качивме на чатијата да ја правиме ожакот. И во тој момент доваѓа одговорната што беше на логорот, зашто тие што не беа многу казнети, тие беа послободни во логорот и
Тадова Николовская на слобода и јас како што беше 2 метра висината повеќе од таму долу скокнав, чим су на слобода и му викам на ова румунката и Ранатија и ми стријат. Нати го и ожако и што сакаш прај го сега. Ние баравме да се вратиме, а тие рекоа не. Вие ќе одите во Казахстан. И таму отидовме и таму останавме околу година и нешто во Казахстан. Баравме секогаш, одевме во Црвениот крст, во ЦК на Казахстан. Таму беше Брежнев, тога секретар на Казахстан. Не примеа никој, само Црвениот крст не примеше. Ние викаме, сакаме да си одиме за Југославија, таму се нашти, или за во Грција, кај нема. Тие испратија и на нашата амбасада во Белград, дека такви луѓе, вика, сакат да заминат за Југославија. И нам ни кажуваше после Диздаревич, ние праѓавме, вика, депеш до Кремл, а тие ни одговарја дека такви лица на територијата на СССР не постојат. Во јуни 1956 председателот на Советскиот сојуз Никита Хрушчов дојде во посета на Алма-Ата. Протераните македонци решија да му напишат писмо и лично да му го предадат, со барање да ги ослободат и да им дозволат да се вратат во Македонија. Договорот беше писмото да му го предаде Вера Фотева. Таа беше бремена, а според тогашните руски закони, бремените жени се заштитени. Ако чуварите ја фатеа Фотева, ќе ја ослободеа, а секој друг би бил уапсен и осуден, резонира македонската група во Алма-Ата. Во центарот имаше еден споменик на Сталин многу голем, кај што беше хотелот, цел го има срушено. Цела вечера го руши, кај што ќе дојди Хрушов. Их доваја Хрушов од задната врата. И тога се собра народ. Ја да трчам колку што можев, ме фатија тука обавештајци, овие полицијата. И ја не можев да стигна. Колку можев со... А Минчо ми викаше, помисли дека се најаш на Грамос или на Вичо и викај колку имаш глас. И ја вака со локтите, тургат колку излего малку напред, а тие ме држе и јас колку може вика, товариш Хрушов. А Хрушов уште 5 чекори требаше да влези натре. И тогаш човекот, верувај ти жими децата, се заврти вака и му вика, ној, пуштите женштину. Со тие збори, значи пушти таа жената. И тие ме пушти, ја претрчив писмото, во една Правда го има вестник, да не се гледа, го извадиме, возмите то писмо, му викам на руски, земете тоа писмо, прочитете и ќе видите кои сме ние и да не помогнете да се вратиме од каде што сме. Он го зема, човек го остави во жепот, Хрушов не направи проблем. После се спуштија на него, кој не сите, кој ма е мака, и јас да ме нема отиду, вели Минче шо направи, го даду, да не го фрли, не бре го стави во джепот, ништо. И после 2 дена ме повикаја мене, кај Брежнев беше секретар на Алма-Ата тога, на партијата, и ме повикаја таму и ми викат, зошто вие се обративте, вика, во Кремл, зошто не се обратите кај нас? Ние, товариш Брежнев, секој ден доваѓавме на вашата врата, само никој не примаше. И зошто се вратим? И ние ќе и помогнеме. Само да му кажеш, вика, на твоите другари, утре ќе ве чекам да дојдете, да ви помогнеме да се вратите. Десетици илјади луѓе, грци и македонци по граѓанската војна, беа принудени да ја напуштат Грција и да живеат во земјите на социјалистичкиот лагер. Вера Фотева се врати во тогашна Југославија и се насели во Скопје. Оформи семејство, но до крајот на животот не и беше дозволено да се врати во родното место. Со доаѓањето на власт на Андреас Папандреу во 1981, Грција се демократизираше. Беше симната анатемата фрлена врз борците на ДАГ од десничарскиот режим, но за македонците од Грција продолжи забраната.
зашто законот од 1984 година предвидуваше само грците по род да имаат право да се вратат во Грција и да си ги бараат имотите. Македонците повторно беа дискриминирани. Оформија семејства по светот, а повеќето се населија во Вардарска Македонија и колку толку ги стокмија животите. Се додека не склопија очи, ја чувствува големата неправда што им е нанесена. Сепак, цел живот останаа бегалци, туѓинци, луѓе без корен, луѓе без земја. Со еден збор, егејци.